Добар ден, следуваат минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Што се тоа дигестивни ензими? За нив поча да се зборува откако излегоа податоци дека може да е подобра дигестијата на храната, но и да намалат некои воспалителни процеси, киселини и слични проблеми. Како функционираат, кој и кога треба да ги вклучи во исхраната. Исто така, Светската здравствена организација излезе со податок дека 50% од луѓето се соочуваат со проблем со бактеријата Helicobacter pylori, 20% од нив имаат тегоби. На каков начин се лекува овој проблем? Дали постојат некои препарати на растителна основа кои што може да помогнат во елиминирањето на бактеријата? За сето ова, денеска од разговорот со Минов Михаил, магистар по фармација во Eurofarm. Добре ни дојде повторно во студиото на Телма. Добре ве најдов, Марија. Мене ми е секогаш задоволство, чест да бидам гостин во амбулантата на Телма и да бидам малце поблиску со вашите гледачи преку малите екрани. Еви денеска ќе можеме да добиеме информации за нешто за што не е толку често популарно се зборува, а исклучително во медиумите, а е исклучително популарно. Да, дигестијата како нормален физиолошки процес, сите сме искусиле проблеми, дали нарушување, дали проблем при варењето на храната, дали храна, намирници кои што внесени во организмот па ќе ни направат дополнителен проблем. Меѓутоа, ретко кој од нас тоа го зема за сериозно. Во принцип, ништо не ми е, ќе помине. Не знам, кисела вода, чаша вода, сода, бикарбона најчесто, нели? Меѓутоа, тоа се све знаци кои што организмот ги праќа до нервниот систем, до мозокот, дека нешто има проблем. Се случува некако проблем. Спомнавте 50% од популацијата дека имаат хеликобактер, други едни истражувања велат дека преку 80% од луѓето, значи од глобалната популација, ја имаме хеликобактер пилори, односно ја имаме инфекцијата со хеликобактер пилори, кај дел од нас, од луѓето се пројавуваат проблеми, односно симптоми на инфекција, дел од луѓето едноставно продолжуваат со нормален живот, со нормална дигестија, како и да ја нема бактеријата, меѓутоа таа е присутна. Денеска ќе ставиме посебен акцент на дигестивните ензими, но ќе започнеме од начинот на исхрана. Се почесто се гледа линкот помеѓу здравата исхрана и здравието на човекот. Да. Што значи добра исхрана? Добра исхрана, по дефинициите на Светската здравствена организација, на сите оние глобални медицински сајтови кои што се бават со правилна исхрана, со лајфстайл медицината, подразбира добро балансирана храна. Добро балансираната храна подразбира да има соодветна количина и на макро и на микронутриенти. Макронутриентите се протеините, мастите и јаглехидратите, додека во групата на микронутриенти се витамините, минералите, меѓутоа и сите оние растителни секундарни суровини од типот на диетални влакна, полифеноли, антоцијаните, како верувам на гледачите ќе им се познати, особено изминативе 2 години. Така да добрата исхрана подразбира секојдневно внесување во секој еден оброк да има и доволно протеини, и доволно масти, и доволно јаглехидрати. Кога говориме за јаглехидратите, се мисли на сложените шеќери, не се мисли на шеќерот сахароза, не се мисли на тулумби, на чоколади, туку се мисли на оние шеќери кои што се од типот на скроп, пектини, оние кои што се добри за организмот. Нерафинирани. Апсолутно нерафинирани. Проблемите настануваат со дигестијата од многу причини. Една од најчестите, можеби и најдоминантна причина е едноставно отсуство на ензими, генетски условено, генетски да е човекот така искомбиниран, да не достига конкретен ензим. Такви се луѓето, например, кои што се лактоза интолерантни. Кај нив едноставно не постои ензим кој што би го разградил млечниот шеќер лактоза, или луѓето кои што се глутен интолерантни. Дури таа состојба има и медицинска терминологија, тоа е болеста целијакија, кај луѓето кои што не можат да го варат глутенот, а глутенот како полисахарид, сложен шеќер, е присутен кај сите житарици.
Во главном, денеска има и брашно, има и житарки, и за доручек што се, нели, кои што се без глутен. Токму наменети за тие луѓе. Така да во тој случај потребно е да се внесе дополнително од надвор во облик на таблета ензим кој што би ги разградил овие супстанции кои што организмот конкретно нема ензим, едноставно не може да ги разградува. Што се случува со нашиот организам кога тој ензим отсуствува и доведува до дигестивни проблеми? Значи, со нашиот организам ќе продолжи да живее, како и вообичаено што живее, кога отсуствува, например, конкретен ензим за дигестија на храната, меѓутоа, при внесување на намирници кои што го содржат субстратот, на кој што би делувало во ензим, доаѓа до чувство на тежина во стомакот, доаѓа до она кога вела дека ме стега желудникот, доаѓа до зголемена синтеза на гасови во организмот, во дигестивниот систем, доаѓа до една состојба на надуеност. Подригнувањето е тука ништо чудно да се јави диарејата или нагон, па дури и самото повраќање како симптоми се све одраз дека е нарушена дигестијата. А каде се создаваат овие дигестивни ензими во нашиот организам? Дигестивните ензими во принцип се излачуваат во тенкото црево, во деловите на тенкото црево. Дел од нив се синтетизираат, односно секретираат и во устната шуплина, дел од нив и во желудникот и финално нели еден многу мал дел се синтетизира, односно секретира во отворот, во луменот на дебелото црево, нормално онаму каде што треба да се разгради конкретната субстанца, конкретниот субстрат, за да може да бидат правилно ресорбирани ситните составни елементи, например кај протеините, тоа се аминокиселините, односно сложениот шеќер под дејство на ензимите амилази се распаѓа до ситни јаглехидратни единици кои што ќе бидат ресорбирани во 12-палачното црево. Така. И сега воколку недостасува ензимот амилаза, нема да дојде до разградување на скробот, на пектините, и тие како такви ќе продолжат понатака во дебелото црево, каде што ќе го направат проблемот и самиот човек ќе почувствува таа нелагодност, ќе почувствува тежина, едноставно нема да му биде добро. А има ли дигестивни ензими што ги разложуваат и протеините, мастите? Знаете како современата фармација, современите лаборатории, нели, креираат постојано иновативни дозажни форми, таблети, капсули, облик на сируп, на раствор, кои што имаат за цел да ги подобрат сите оние состојби, се со цел превентивно да се делува за да се организмот да биде во состојба на целосна здравствена, да биде во добра целосна здравствена состојба. Ова што спомнавте ензими, да, во облик на таблета, комбинација од протеини, од ензими кои што ги разградуваат и протеините, и мастите, и јаглехидратите, односно ензими протеази, амилази и липази, во комбинација во облик на таблета, кои што ги препорачуваме после секој оброк за правилно разградување, односно правилна дигестија, правилно варење на составните елементи од прехранбениот артикал. А како да знаеме дека ни е потребен дигестивен ензим за варење на храната? Во случајот кај луѓето кои што се лактози интолерантни или глутен интолерантни се прават определени анализи лабораториски, каде што се утврдува конкретната здравствена состојба, постојат низа лабораториски тестови кои што ќе утврдат недостаток на ензими за дигестија, односно тестови кои што ќе утврдат на интолерантност на конкретна прехранбена намирница, кои што се како лабораториски тестови многу слични со алерготестовите, односно тестовите каде што се утврдува состојбата, односно потенцијалот за алергичност на организмот. Такви се слични и овие тестови кои што ќе определат дали конкретните прехранбени намирници, макронутриенти или микронутриенти, се добри за организмот, односно дали организмот може да ги искористи во целост, конкретниот организам. Инаку севкупно, мислам општо гледано, како човек, воколку се јаде конкретно нешто
и се осети една тежина во стомакот, надуеност, она што ви спомнав како некои основни симптоми, Киселини и киселините вклучително, голема е веројатноста дека нешто од тоа што е изедено, под предпоставка дека е здрава храната, дека не е расипано јадењето, дека му прави проблем на организмот. Вториот момент кој што како симптоми можно е да укаже е инфекцијата со хеликобактер што ја спомнавме пред малку. Значи, инфекцијата со хеликобактер, односно немањето на конкретни ензими во однос на симптомите, човекот ќе ги почувствува на идентичен начин. Таа е таа нелагодност, тоа е тоа чувство на стегање во пределот на желудникот, односно проблеми со цревата, со дигестијата, односно конкретно со системот за варење, кои што можат да укажат, како една самоконтрола, дека или има проблем со дигестијата, или е инфекција со хеликобактер пилори. А има ли некои стандардни дози за земање на дигестивните ензими? Како се дозира? Зависи ли од возраста, од тежината? Да, зависи од многу фактори. Знаете, секој од нас е различен. Исто како што сите имаме различна боја на очи, така имаме и различен капацитет на ензимска активност. Некои луѓе едноставно имаат ензими кои што побрзо ја варат храната, други имаат поспор метаболизам, нели? Каде што е потребно подолго време да се вари храната при исто ниво на ензими. Како стандардизирана доза, Джеймисон дигестивните ензими ги препорачуваме после секој оброк по една таблета. Како фармацевтска компанија Джеймисон е иноватор во овој поглед, затоа што ја олеснува дигестијата, го олеснува варењето на храната кај луѓе кои што во прв ред патат се здрави, а патат од лоша пробава. Значи проблеми при дигестија, како што наброивте, има бројни симптоми, да. Така и може да се земе веднаш после јадењето? Веднаш после јадењето. И за колку време се чувствува ефектот? Од дигестивните ензими? Моментален е или не? Секако не моментално, значи треба да поминат отприлика половина час, меѓутоа за тој половина час храната веќе ќе стигне во желудникот, ќе започне да се разложува под дејство на желудочната киселина, истовремено и таблетата Джеймисон дигестивни ензими ќе се распадне и таа ќе започне да делува, така да самиот човек нема да ја осети онаа нелагодност, онаа чувство на тежина во стомакот, оние дигестивни проблеми или болки, како условно кажано вчера. Колку пати дневно може да се земе после секој оброк? Значи, повторно велам, сите сме различни. И колку време може да се земе? Неограничено. Има луѓе кои што јадат 2 пати дневно, луѓе кои што јадат 5 пати дневно, сите сме различни, така да буквално после секој оброк, кој што е добро избалансиран, да има и протеини, масти и јаглехидрати, препорачуваме по една таблета Джеймисон дигестивни ензими. Така да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Зборуваме за дигестивните ензими, но и за начините на кои што може да се реши проблемот со хеликобактер пилори. Минов Михаил, магистар фармацевт од Еурофарм, е гостин во студиото на Телма. Тој ќе даде појаснување на бројните наши дилеми, но секако и на сите ваши прашања. Исто така, за првите тројца јавувачи ќе има подарок? Да, ќе има и по насмеана шала една торба полна витамини за добро здравје за гледачите на Телма амбуланта. Да продолжиме со податоците, информациите што не ги давате за дигестивните ензими. Може ли да се предозираме со нив и да има некакви несакани ефекти? Не. Едноставно капацитетот на ензимот е таков вид на субстанца кој што се врзува за субстратот. И да го има повеќе, тоа едноставно ќе биде исфрлено до организмот, нема да делува, односно при поголема концентрација на ензимот, самиот субстрат, конкретно протеините, например, за пократко време ќе бидат сварени, односно ќе бидат дигестирани. Имаме гледач кој што очекува вклучување во емисијата. Добар ден за него. Добар ден. Кој се јавува? Добар ден, поздрав за емисијата. Поздрав и до вас. Јас имам 70 години
А пред 10 години имам проблем со дигестивниот тракт. Така? Ме слушате? Да, ве слушаме секако. Да. И еднаш годишно ме сака пролив, да кажам. Еднаш годишно, ама ме држи за 3 месеци. Добро. И пијам само пробиотик. Тоа ми помага. Сум правела и колоноскопија, мислам нема ништо. Ама јас проблемот го имам. Така да... Така, сега ви сакате да слушнете некој совет како би го решиле овој проблем. Само да ве прашам дали оставивте ваши податоци во режија? Не оставивте. Добро, откако ќе се исклучите од програм, оставете ваши податоци во режија и можете да поминете во телевизија Тилма и да си го подигнете. Подарокот секој работен ден од некаде 12:30, еве нека биде 11:30 и 15 часот. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете. Ке возрастната популација, нели, луѓето над 65-та година од животот, севкупно процесите, физиолошките процеси се малце успорени. Гледачот убаво си кажа дека еднаш годишно му се случува таква дистурбанца на дигестијата, меѓутоа диарејата која што ја има во принцип премногу долго трае. Терапијата која што е ординирана, оно што тоа гледачот го употребува, пробиотиците е апсолутно одлично решение, бидејќи пробиотиците помагаат не само за добра дигестија, него и севкупно за имуниот систем на организмот. Во случајов можно е проблемот да биде и поврзан со стрес. Таквите моменти кога стресот е генератор како основна причина за низа физиолошки аномалии, у суштина се решава нели првенствено стресот, односно што е она како причина што е. Дополнително, можно е да биде и промената на времето, на пролет или на есен, во колку се јавуваат овие проблеми, ради промената на исхраната. Сега, нели, за 2-3 недели ќе започнеме веќе многу поинтензивно да конзумираме свежо овошје, свеж зеленчук. Кај повеќето луѓе ќе се јават дигестивни проблеми затоа што организмот е научен на онаа условно кажано зимска храна, конзервирана, помасна, обработена термички. Да, конзервирана храна и веќе ќе започнеме со свежата храна, така да и организмот треба да се адаптира, ќе му треба 2 до 3 недели да се прилагоди на секојдневно салата, на свежи овошја, зеленчуци, така да можно и тоа да биде како причина. А може ли да се комбинираат дигестивните ензими како суплемент кога се земаат со пробиотици? Во принцип да, дури е препорачано, затоа што знаете како пробиотиците се најновите истражувања велат дека секој човек треба да употребува пробиотик. Без оглед дали е здрав или е болен, и болен не само од дигестивниот систем, него и севкупно со имуниот систем да има проблеми. Пробиотиците се важни затоа што колку таблетата, капсулата на пробиотикот е побогата во составот, например има 8 пробиотски култури, 8 различни млечно-киселински бактерии. Во условно кажано повисока концентрација, тоа значи дека за многу пократко време ќе дојде до восстановување на рамнотежа во дигестивниот систем, односно во тенкото и во дебелото црево, и самите тие пробиотски култури ќе делуваат на правилна синтеза на имунокомпетентни клетки. Овие пак, имуниве клетки, ќе делуваат севкупно на имунитетот на организмот. Така да, пробиотиците и кај дигестивните проблеми, и во случајот на диареја, и во случајот на повраќање, и во случајот на оние летни рота вирусни инфекции, меѓутоа и во случајот на настинки, и во случајот на грип, па и во случајот на пост-ковид опоравување. Значи постојано, како што споменавте, и сите. Да, пробиотикот, условно кажано, е нешто што човекот може најдобро да си го направи сам на себе. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Кој ни се јавува?
Добар ден. Вака се јавувам. Прво да ве поздравам. Ви благодарам. Сакам да прашам, значи бремена сум. Претходно сум имала проблеми со дигестивни проблеми со варење на храната. И сега ме интересира конкретно за овие ензими кои што ги збори господинот, дали се дозволени и во бременост да се пијат. Со цел да се улеснам. Знам дека самата бременост како бременост си прави проблеми, меѓутоа дали доколку ги взимам овие ензими, би ви се улесниле тегобите. Ви благодарам за вклучувањето и вас ве прашам дали оставивте податоци во режија? Да, оставив. Добро. Се гледаме секој работен ден помеѓу 11:30 и 15 часот за да си го подигнете подарокот, повелете. Апсолутно. Джемисон дигестивните ензими се индицирани во бременоста, ги олеснуваат тие дигестивни проблеми кои што се јавуваат ради самата бременост, нели како една вонредна состојба на организмот на телото на жената, нема да има никаков негативен ефект на плодот. Едноставно ќе помогнат на телото на мајката, на жената, полесно да ја вари храната и да бидат подобро искористени хранливите материи и кои што нели вклучително ќе одат и кај плодот преку плацентата. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Со кого разговарам? На телефон Билјана, поздрав до водителката. Поздрав Билјана и до вас. Повелете, имате прашање? Моето прашање за гостинот е следното. Дали ензимите во човековиот организам ги препознаваат мастите и протеините, дали доаѓаат од животинско или растително потекло? И дали постои научен доказ за истото? И што би се случило доколку ако некој известно време, да речеме година, 2-3, абстинира од внесување на животински продукти, што доколку се премисли и сака повторно истите да ги стави во својата исхрана, што би требало тогаш да се очекува. Добро, ви благодарам Билјана за вклучувањето во програми. Вие можете да поминете во телевизија Телма со документ за лична идентификација за да си го подигнете подарокот. Михел, како изгледа сето ова? Организам, во принцип, ензимите кои што го разградуваат холестеролот, ја препознаваат молекулата на холестеролот. Дали таа молекула ќе биде од растително или животинско потекло, во принцип постои едно сврзно место на контакт помеѓу ензимот и супстратот, кои што наликуваат на клуч во брава, така да воколку молекулата на холестеролот, без оглед дали од животинско или од растително потекло, го има тоа врзно место, таа брава, ензимот буквално како клуч ќе се поврзи за тоа место. Сакам да кажам, ензимите во принцип препознаваат супстрат, не препознаваат потекло на намирницата. Поубаво е да се внесуваат продукти од растително потекло, затоа што се побаласни, односно ја олеснуваат пробавата, споредено со продуктите од животинско потекло, но продуктите од животинско потекло пак се покомплетни гледано од аспект на макронутриентите. Односно, аминокиселините во месото, протеините во месото се далеку подобри, покомплетни, споредено со протеините од, например, грашокот, сојата или ред други намирници од растително потекло. Ако човекот е вегетаријанец, 2, 3, 5, 10 години и се врати на, како да кажам, карниворна исхрана, односно исхрана во која што ќе се вклучат и продукти од животинско потекло, да, на почетокот, првите, условно кажано, месец-два, ќе има проблем, ќе се очувствува таа надуеност, отежнатост при дигестијата на продуктите од животинско потекло, но организмот ќе се адаптира, така да за овој период, веќе во третиот месец, не би требало да има никаков проблем. Апсолутно, дигестивните ензими на Джемисон се препорачани и кај вегетаријанците и кај луѓето кои што се хранат со разновидна исхрана, вклучително и производи од животинско потекло. Имаме повторно гледачи кои што ќе се вклучат во денешната Телма амбуланта да постават прашања. Подароците ги поделивме од сега натаму. Гледачите што ќе ги вклучиме ќе може да постават само прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Вака, што значи протеинска храна, чија, што значи бадеми за доручек и омега-3, омега-6.
и што значи за вечера релативно истата варијанта со додаток на L-карнитин. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Денешниот гостин е фармацевт и тој од фармаколошки аспект ќе ви ги појасни овие работи. Знаете како високопротеинската исхрана е првенствено наменета за луѓе на кои што има потребна поддршка на мускулите. Високопротеинската исхрана ќе подразбира внесување на доминантно протеини во оброкот. Господинот спомна и чија семки и бадеми, ми укажува тоа, значи ќе имаме многу протеини во еден оброк, незаситени масти, незаситени масни киселини конкретно, и ќе имаме условно кажано сложени јаглехидрати, меѓутоа во многу низок процент. Ги спомна омега 3 и 6, кои што и онака се содржат во чија семките, меѓутоа ги има и во гравот, не мора да одиме со екзотични намирници, имаме нешто што расти во Македонија, така да како исхрана е добра, како опција за појадок е одлична, затоа што дава нутриенти кои што ќе му помогнат на организмот, ќе му овозможат едно убаво поминување во текот на денот, без чувство на глад. Протеинот, инаку, колку е подоминантен во оброкот, дава чувство на ситост. Затоа што му треба време да се свари, споредено со сложените јаглехидрати, така да протеините се одлични за слабење, например за намалување на зголемена телесна тежина. А како ноќен оброк, односно како вечера, е исто така добра комбинација, меѓутоа да биде условно кажано неколку часа пред заспивањето, односно да има време период за да внесените протеини, масти и јаглехидрати бидат сварени во желудникот и во 12-палачното црево, односно дигестијата да го помине своето, за да организмот после тоа убаво заспи. Инаку како принцип на исхрана, да, апсолутно. Далеку подобра неголи да биде исхраната базирана на условно кажано сложени јаглехидрати. Како што и вообичаено е практика за појадок, да речеме бурек или пак симит погача со јогурт, или лепче со мармаладче. Мармаладче, да, обично такви комбинации практикуваме. Ајде да го слушнеме и следниот гледаш, да му дадеме предност. Добар ден. Не мора да значи добар ден, еве го слушаме, повелете. Би сакал нешто господина да го прашам. Значи имам проблем со направих всушност гастроскопија. Диагнозата беше дека некоја си се струшно, не знам како се вика тоа, капачето што треба да затвора хранопроводот не било доволно големо, така да после ручек ми се јавуваат болки во горниот, во плексусот, значи, и кога допирам на крајот на ретбрата, исто така чувствам болки. Инаку имам редовна столица, нормална столица, се што треба да направам јас за таа работа да не е така. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Има ли некои препарати што може да помогнат? Гледачот што се јави ја има она состојба на езофагиален рефлукс, враќање на содржината назад во хранопроводот. Во принцип препораката во овој случај е наместо 3 оброка дневно да бидат 5, количински помали, да му се овозможи на желудникот, значи со помала количина на храна, да ја свари и понатака таа да продолжи во 12-палачното црево, односно, ако ваквиот желудник го претовариме со голема количина, со обилен оброк, несомнено и кај човек каде што капачето добро затвара, ќе ја врати содржината нагоре. Така да, помали повеќе, меѓутоа помали оброци. Оно што сами можете да помогнете. Втора работа е оно што гастроентерохепатологот го има препорачено како терапија во тоа. Немам ингеренции да се мешам, така да таа терапија од лекарот, специјалист, морате да си ја применувате. И дополнително, оно што јас како фармацевт можам да советувам е Джеймисон дигестивните ензими за подобра, побрза, поцелосна дигестија на внесените намирници. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма.
продолжува денешната Телма амбуланта. Зборуваме за дигестивните проблеми, пред се за дигестивните ензими, но и начините за решавање на проблемот со бактеријата Helicobacter pylori. Минов Михаел, магистар фармацевт во Eurofarm, е денешниот гостин. Михаел, имаме гледач на линија кој што почека за време на рекламите, па да му дадеме предност да го вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакал нешто да ја прашам. Јас сум на возраст од 67 години и малтене цел живот при правење на ехо на стомак не би можело да се види заради тоа што сум бил пун со гасови. Во последните 10 години непријатна реа се гасовите. Пред 3 години ми се појави рак на дебело црево, го отстранија, од тога сум добар да речеме, меѓутоа гасовите и мирисот остана. Дали има чаре некакво нешто решение да направиме во врска со тоа? Така, ви благодарам за прашањето. Многу луѓе чувствуваат подуеност, имаат проблем со гасови. Кое решението има? Односно, тоа се знаци дека има проблем, нарушување со правилната дигестија, вклучително и кај конкретниот гледач. Джеймисон дигестивни ензими, после секој оброк по една таблета. Ќе приметите за 5 до 7 дена дека ќе се намали количината на гасови, ќе продолжи понатаму да имате гасови, меѓутоа самата количина на гасови ќе се намали, за да веќе во вториот месец ќе приметите дека таа е сосема нормална. Односно, како ќе се нормализира дигестијата, односно разложувањето на хранливите материи, така ќе се намали и количината и миризбата на прекомерните гасови. Ајде да вклучиме уште еден гледач, денеска навистина голем интерес за темата на која што говориме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам прашање до гостината ако може. Вака, јас имам еден здравствен проблем. Имам болка, ми се јавува болка кај пакокот тука во стомакот. Значи ме боли секој ден, имам болка постојана до ребрава вака. Друго немам проблем, немам да речеме пролив, немам зафекти работи. Што му ни дава болка и што ви презела? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, само да нагласам дека нашиот денешен гостин не е гастроентерохепатолог, туку е фармацевт, но и ако можете да дадете некоја насока. Значи, од моето аптекарско искуство, воколку болката кај гледачката се јавува после исхрана, после земање на оброк, би требало таа болка да е поврзана со количината на храна која што е внесена или со типот на прехранбени намирници кои што ги содржи оброкот. Убаво би било гледачката да почне самата да истражува, односно, например, денеска да исклучи леб, утре да исклучи месо, значи да види која прехранбена намирница не и чини добро, односно и прави проблем, и едноставно да не го конзумира конкретниот тип на прехранбени намирници. Така. Верувам дека бидена е на лекар и дека се направени анализи. Бидејќи како состојбот испомна дека е возрастна и дека тоа е нешто што трае, а за тоа се лекарите, нели? Правилна диагностика, а не комшивката пие ова, па дај да пробам јас. Така. Се повеќе луѓе имаат проблем со Helicobacter pylori. Да, најпопуларната бактерија. Какви се симптоми може да предизвика? Какви се тегоби создава? Марија, знаете како во принцип симптомите на нарушување на дигестијата и симптомите на инфекцијата со Helicobacter се туку речи исти. Проблемот со нелагодноста во пределот на стомакот, гасовите, чувството на надуеност, подригнувањето, дури и диарејата, па и повраќањето како симптоми се поврзуваат и со нарушување на дигестијата, меѓутоа и со инфекција со бактеријата Helicobacter pylori. Убава работа е дека за Helicobacter pylori постојат брзи тестови со издишување, гасни анализи, нели ги викаме лабораториски, кои што за многу кратко време, многу се едноставни, воопшто не се инвазивни, не болат, се определува дали човекот има или нема Helicobacter pylori, односно дали ја има активната инфекција.
Хеликобактер пилори како бактерија е многу, како да кажам, досадна. Многу тешко се искоренува од ѕидот на желудникот. Во принцип е бактерија која што живее помеѓу клетките на слузокожата, има способност да ја адаптира микросредината во желудникот, која што инаку исклучително кисела. Дури има анализи кои што велат дека може и метално парче да биде сварено од киселината во желудникот од човекот. Но оваа бактерија успева да преживее. Оваа бактерија успева, содржи посебни ензими кои што ја неутрализираат киселината и таа едноставно се намножува. 1994 година, значи условно пред 20 години, 30 години, така, Светската здравствена организација ја прогласува Хеликобактер пилори за причина број 1 за канцер на желудникот и 12 палачното црево. Значи, замислете колку тоа од луѓето ја имаме и живееме со нејзе, кај некој ќе направи проблем, кај други нема да направи проблем. Меѓутоа, знае како бактерија, до толку да се намножи, да ја уништи слузокожата на желудникот и тогаш веќе е алармантна состојбата, така да самата столица, фецесот, добива темно, кафено, скоро црно преобојување од крвта, дури и ако содржината од желудникот биде исповратена надвор, таа ќе биде повторно со крвичава, ќе биде со примеси на крв. Тогаш е веќе јасно дека станува збор за напредната инфекција со Хеликобактер пилори. Имаме двајца гледачи, да ги вклучиме, веднаш потоа преминуваме на начинот на лекување. Јас ќе ги замолам гледачите да бидат кратки, концизни со прашањата во интерес на времето. Ќе ги вклучиме веднаш и двајцата, потоа нашиот гостин ќе даде одговор. Добар ден за првиот од нив. Ало? Добар ден, повелете. Ме слушате, така? Да, ве слушаме. Кратко, јас имам голем проблем со... Ало? Да, ве слушаме. Да, имам голем проблем со тврда столица. Дали има некој лек што може да ги натера цревата да си вршат поубаво својата функција? Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Ајде да го слушнеме и следното прашање од гледачот кој што ќе го вклучиме во моментов. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Добар ден. Се јавувам. Јас ќе ве замолам да го исклучите тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. Кој е вашето прашање? Вака, пред една година се направив операција од дебело црево. Од странето ми е 67 сантиметри од дебелото црево. Сега имам, иначе во крвна слика, во ехо, све е добро, а имам нон-стоп гасови, и столицата некогаш ми е потечна, покашеста, а кога ќе се напијам пробиотик, тогаш ми е поцврста, ама е како молив. Истенчено, добро. И сега ве интересира што може да направите да си го решите овој проблем. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Воедно ова ќе бидат последните прашања од гледачи во денешната емисија. Пријатно. Пријатно. Во принцип, кај првиот гледач, проблемот со нередовната столица, односно состојбата на запек, констипација, дигестивните ензими на Джеймисон ќе помогнат, ќе треба време, меѓутоа ќе помогнат, затоа што истовремено како што делуваат како ензими на субстратите, на макронутриентите, тие овозможуваат и побрзо буткање на содржината низ цревата надоле. Верувам дека човекот, запекот, односно одењето по надвор му е еднаш до максимум 2 пати во текот на неделата. Значи, верувам дека за 2 до 3 месеци ќе стигне до состојба на секојдневно празнење на цревата, бидејќи содржината колку подолго останува во цревата е ризик фактор од настанување на сосема други, многу посериозни здравствени проблеми. А кај господјата каде што е одстранет дел од дебелото црево, столицата нормално е да е тенка како молив, бидејќи недостига нели еден дел. Пробиотикот што го пиете ви е одлична комбинација, продолжете со него, можете да вклучите и дигестивни ензими
на Джеймисон чисто за подобрување на пробавата, односно да го решите проблемот со гасовите. Да продолжиме со начинот на лекување на Helicobacter pylori, обично се препишува долготрајна антибиотска терапија. Долготрајна, во принцип, терапијата на Helicobacter трае најчесто 3 седмици, каде што, условно кажано, кај 60 до максимум 70% од пациентите ќе има позитивен исход. Во принцип е комбинација од 2 антибиотика, еден инхибитор на протонска пумпа, односно лек кој што ќе го намали излачувањето на киселина во желудникот и по потреба се внесува бизмут како адстрингенс, зависно повторно од пациентот. Пак велам, нема 100% ефикасност, кај многу голем процент од луѓето потребно ќе биде веднаш да се вклучи и втора доза од антибиотик, и кај исто така голем дел за отприлика 6 до 7 месеци инфекцијата повторно ќе се врати. Пак ќе кажам, Helicobacter pylori е многу досадна бактерија, многу тешко се ерадицира, се отстранува од организмот. Навистина треба и придржување до лекарствата кои што се ординирани, меѓутоа треба и промена во начинот на исхрана. Дополнително, значи голема дисциплина. Како и за било која здравствена состојба, значи човек кога е болен мора да биде дисциплиниран. Мора да ги слуша препораките и од лекарот и од фармацевтот, а не комшиите. Има ли нешто на растителна база што може да помогне при елиминирањето на оваа бактерија од желудникот? Пред неколку години еден иновативен производ е промовиран од една млада иновативна фармацевтска компанија, комбинација од ароматични масла од неколку лековити растенија кои што делуваат неверојатни 98% на ерадикација на Helicobacter pylori. На отстранување, на елиминација. На отстранување, на елиминирање од слузокожата од зидот на желудникот. Да, терапијата со хербелико трае 45 дена, меѓутоа процентот на ефикасност, односно на излекување, е исклучително висок. Се зема самостојно или покрај антибиотската терапија? Повторно зависи од тоа дали е инфекцијата првпат детектирана или е повторна, односно рецидивантна инфекција со Helicobacter. Воколку е рецидив, тогаш одиме комбинација од антибиотици плюс хербелико, воколку е за првпат детектирана, можеме да одиме и само со хербелико. Знаете зашто? Во принцип, кога првпат се диагностицира Helicobacter pylori, постојат и серолошки анализи каде што се определуваат антитела, IgA и IgG, во крвта кон бактеријата, кои што укажуваат дали инфекцијата е акутна или е нешто од минатото, па едноставно ја нема веќе бактеријата, односно организмот научил како да се справи со нејз. Во случајот кога првпат се диагностицира Helicobacter, се предпоставува дека концентрацијата на бактеријата во зидот на желудникот е пониска. Во тој случај хербелико сам, капсулите хербелико сами ќе успеат да ерадицираат оваа бактерија. Меѓутоа, кога е рецидив, кога е повторна или по трет пат се јавува како се диагностицира инфекцијата, ќе биде потребно да хербелико се вклучи заедно со антибиотиците како четврта компонента на тројната терапија на Helicobacter. А на каков начин се зима? Наутро, попладне, навечер, после јадење, пред јадење? Првите 15 дена ординираме 2 пати дневно по 2 капсули и понатака 30 дена 2 пати дневно по 1 капсула. Во принцип ги ординираме 1 час после оброк со чаша вода. Како генерално начин на примена на лековите, водата е најсоодветен медиум кога се пијат лекови. Сокот не е, јогуртот само кај определени, меѓутоа водата е најчесто она со која што треба да се пијат лековите. Кафето секогаш не е избор. Не е избор, добре тоа да се знае. А кажете ми, може негативни ефекти да создаде? Негативни ефекти сем едно убаво чувство во дигестивниот систем нема. Значи, хербелико е растителен производ, содржи етерни масла, ароматични масла од неколку лековити растенија,
кои што во принцип делуваат на ерадикација на хеликобактер, меѓутоа истовремено делуваат и на обновување на автохтоната, на сопствената пробиотска флора. Така да организмот има огромна бенефит од примена на овие капсули хербелико. Значи не е само дека ќе се ерадицира хеликобактер, туку ќе се обнови нашата природна микрофлора. И сопствената наша, бидејќи секој човек е различен, секој од нас има различни. Велат како отпечаток од прстен. Да. Она што условно е мојата цревна флора не значи дека и кај детето мое ќе биде истата. Сите имаме различна микрофлора, меѓутоа хербелико делува на обновување на таа флора. Така. А се препорачуваат ли пробиотици при лекување на хеликобактер пилори? Повторно позитивен одговор, пробиотикот во принцип го препорачуваме секогаш кога имаме било какво нарушување на дигестијата. Дали ќе биде тоа недостаток на ензими, дали ќе биде гастрит, воспаление на желудникот, дали ќе биде улкус, чир на желудникот, на 12-палачното црево, дали ќе биде состојбата на иритиран колон. Значи сите тие состојби кои што се и проблем со обстипација, односно со запек? Се дава и за запек? Пробиотиците се неверојатни лекарства наменети за нормализирање на дигестијата. Така. Значи во сите случаи. Знаете како пробиотиците во принцип се екстрахираат, тоа се млечно-киселински бактерии, кои што примени во облик на капсула се многу подобри отколку да се испие на пример 2 литра јогурт. Зошто го велам ова? Затоа што во јогуртот, во млекото, во урдата, во сирењето, кашкавалот се содржи и оној млечен протеин казеин, кој што внесен во, условно кажано, голема количина млеко, јогурт, урда, тој протеин во присуство на киселата средина во желудникот доаѓа до негово контрахирање. И понатака тој ќе направи проблем во тенкото, односно во дебелото црево. Во случајот на пробиотици во облик на капсула, повторно велам, што повеќе пробиотски култури во што повисока концентрација, ќе бидат далеку подобри за организмот споредено со испивањето на 2 литра јогурт. Михаил, ја ви благодарам за бројните совети и препораки што денеска ги добивме, поврзани со дигестивните проблеми, кои што се исклучително чести. Можевме да забележиме од бројот на јавувачи во денешната емисија, бројот на гледачи кои што сакаат да постават прашање. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе бидете гостин во студијата на Телма. Марија, моје задоволството да бидам гостин во амбулантата на Телма, а за било каков аптекарски совет стоиме на располагање. Ние како компанија постоиме за да се грижиме за здравието на сите луѓе, за гледачите на Телма, меѓутоа и за сите наши пациенти. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Гостин ни беше Минов Михаил, магистар фармацевт во Eurofarm. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и секако гледајте не секој работен ден на Телма во 12:45. Довидување.